колега Джафери. Колешке, ќе започнам каде што вие завршивте. Граѓаните се уморни од лажни ветувања. Точно. Уморни се од лажни ветувања што ги даваше Социјалдемократскиот сојуз. И сами го знаете тоа. Велите да ја слушаме пораката од граѓаните. Во право сте. Треба да ја слушаме пораката од граѓаните. Кажавте дека работите треба да ги гледаме од другата страна. Не, колешке. Работите треба да ги гледаме од вистинската страна, бидејќи постои само една страна. Многу погрешни тези. Многу погрешни тези. Се надевам дека ќе зборувавте и за напредокот во 28-то поглавје од извештајот на Европската унија, каде што се нотирани забелешките за развојот на здравството. Знаете како сме оценети? Ако ја гледаме другата страна, реалната страна, чиста нула. Чиста нула. И затоа граѓаните се уморени од лажните ветувања. Затоа што нема 100.000 денари плата. Затоа што мизерни условите се во болниците. Во плебската болница се откажани операциите 3 недели. Уморни се граѓаните од лажни ветувања, колешке Кузмановска. Требало да дискутираме на инклузивен начин и на транспарентен начин, бидејќи вие синоќа сте гледале некој интервју на кое што премиерот Зоран Заев дискутирал на тој начин. И што свативте вие од тоа интервју? За која инклузивност и која транспарентност дискутирате? Вие сте вклучени во процесот за преговори за името? Или му оставивте на Централниот одбор доверба Заев да преговара во 4 очи? Колешке, за ништо нема транспарентност. За ништо нема соработка меѓу опозицијата и опозицијата. Се правите сами. И затоа граѓаните ви ја праќаат пораката. На многу наврати. Се направивте сами. За жал. Викавте дека економијата имала процут. Кој процут, колешке Кузмановска? 0,1% е растот на БДП во Република Македонија. Јас сум убеден дека и тоа е наштеловано. Дека сигурно сме во минус. А мај да не биде бругата поголема. Кај се срамиме во цела Европа, вака ќе се срамиме во цел свет, бидејќи сме земја која што се распаѓа економски. Затоа, колешке, сте во право кога велите дека граѓаните се уморни од лажните ветувања. Уморни се сите граѓани во сите сфери, почнувајќи од најмладите до најголемите, од учениците до студентите и земјоделците. И пак ќе ве потсетам. Гледајте ја другата страна. Опулете се кон Росоман. Праската за сок се откупува за мизерни 2 денари. 35 килограми праски за 1 килограм нафта. Погледнете ја другата страна, вистринската народната страна, а не да гледате лажни интервју.